ќе одиме. Ето така. Лепа, драги мои, добре дојдовте во првата епизода на подкастот Крешокаст со наслов Салонски приказни. Сите може би очекувавте некој гламурозно студио. Не, нема да биде гламурозно студио, од проста причина што ставно не е битна формата, битна е суштината од оно што ќе сакаме да го зборуваме во овој подкаст. Подкастот ќе се одвива без некои посебни сценарија, без некои си посебни долгорочни планови. Едноставно темите ќе се одбират онака секојдневно, базирани врз основ на ситани приказни од реалноста, од реалниот живот, кои ги слушам во мојот салон, и затоа впрочем и подкастот е крстен Салонски приказни. А во тие салонски приказни се слуша се и се што, се разговара за се и се што, се дебатира за се и се што, а Бога ми се носат и добри заклучоци за се и се што. Имаме многу теми. И сега сите очекувате, навикнате од мене дека темите ќе бидат политички. Да, за жал, голем дел од темите ќе бидат политички, бидејќи се во живото, се околу нас е за жал поврзано и базирано врз политиката. Меѓутоа, овие денови имаме, како и секогаш, доста скандали кои не тресат, имаме доста работи кои и покрај 34 години самосталност, нас ни се не само табу тема, туку се горчливи прашања, кои ни на повидок немаат од релевантните фактори, ниту обид, ниту желба да се решават, затоа што тоа некому многу добро му одговара. Голем дел од темите ќе ви ги читам, затоа што претходно ќе ми бидат подготвувани и напишани, се само со една цел што сакам да бидам во моите излагања што пократок, што конкретен и што поконцизен. Така да, за вечерва е одбрана една тема која се надоврзува на неколку случувања и немили настани сцени кои се случија деновиве на културни и спортски настави, меѓутоа кои ни се секојдневие буквално секаде, во институции, на улица, како што рековме, на спортски културни настани, манифестации, во политички говори, кампањи, во собрание локални самоуправи, училишта, факултети и каде се не. Темата е национализм. Како криминалните политичари го хранат национализмот за да ги сокријат своите злосторства, конкретно во Македонија, но и на Балканот, затоа што проблематиката не е иста. Замисли држава во која секој ден слушаме дека некој е закана, дека некој сака да ни го земе името, историјата, јазикот, идентитетот. А додека ние се плашиме, не забележуваме дека некој ни ја краде иднината. Ова не е приказна за патриотизам, ова е приказна за манипулација. Кога нацијата е во опасност, никој не прашува каде се парите. На Балканот, така и во Македонија, национализмот е како копче. Кога ќе се притисне, масата се дига, срцата забрзуваат, а разумот замолчува. Криминалниот политичар тоа го знае. Тој не сака информиран и критички расположен граѓанин, тој сака толпа. Толпа која ќе вика да живее нацијата, додека тој во сенка потпишува тендери без конкуренција. И секогаш исто сценарио.
скандал, финансиски криминал, провизии, мито, корупција. И одеднаш бум, ние сме во опасност, треба единство, треба сплотување, е конкретно новиот збор. А медиуми како медиуми, кој како ќе му плати, така ќе пишат, и како хор кој знае каде им е диригентот, го повторуваат она што сакат да го кажат политичарите. Македонија е нација со големо срце, меѓутоа со многу кратка меморија, за жал. Македонија е мала земја со огромна историја, но со уште поголеми рани. Секој пат кога се зборува за идентитет, шумно, гласно, емотивно, во позадина се слуша нешто тивко, бирократско, подпишано со молив и гума. Хартијата се трпи, пише бриши. Нашата слабост е што националната емоција е нашата најлесна копча за манипулација. Наместо мостови, патишта, образование, правда, плата што дозволува да живееш, а не да преживуваш, ние слушаме за предавници и патриоти. Кога ќе прашаме каде се парите, добиваме лекции за патриотизам. Замислете. Кога ќе зборуваме за корупција, одеднаш некој ќе отвори национално прашање и тука продолжуваат поделбите. Јас сум патриот, ти си предавник и обратно. Нашиот живот е во место, но приказната за наводна национална опасност секогаш оди забрзано напред. Тоа едноставно е психологија на стравот. Зошто функционира ова? Затоа што стравот е појак од логиката и од здравиот разум. Кога некој ти кажува дека некој од надвор или од внатре ти се заканува, инстинктот ти вели да се обединиш зад водството, во наводници. А криминалниот политичар, замислете, одеднаш ни станува спасител. Од татко на корупцијата, тој станува татко на нацијата. Ако го критикуваш, тогаш си против државата. Тогаш ти си предавникот. Но тој е сепак патриотот. Нацијата не е играчка, пријатели мои. Нацијата не е чадор да се отвара само кога ќе врне по политичарите. Идентитетот не е монета за подкуп, патриотизмот не е маска за криминал. Патриот е оној што не краде од сопствениот народ, што не ја прави нацијата заложник на сопственото богатство, што гради, а не дели. И ако сакаме од сето ова да извлечеме некаков заклучок, јас ќе кажам, за разлика од толпата, Македонија не е мала. Таја само е уморно држена во мрак. Има една интересна мисла. Стравот создава покорни граѓани, знаењето создава слободни граѓани. А криминалните политичари се плашат од само една работа – буден народ. Почитувани мои, мислам дека допрев една добра тема за која вреди да се размислува и за која вреди да се бориме да ставиме крај. Сиромашниот човек е богат со национализам. Зошто е тоа така? Затоа што сиромашниот човек, мислам на, се извинувам, да бидам конкретен, на менталната сиромаштија. Тој човек не е прошетен. Тој човек нема емпатија кон луѓето. Тој човек не шири пријателства. Тој човек не е прошетен. Тој човек е најмалку успешен во својата работа, бидејќи ако бил успешен, за успех сме потребни ние, а не јас. А во тоа ние, во држава како нашата, па и на Балканот, и во Европа и светот, постојат луѓе што се викат Марко, Пеце, Крешимир, Небојша, Милош, Хрвоје, Ибрахим, Наим, Изет, Фахрудин. Постојат многу имена.
Тие сите имат една цел да живеат, да работат, да творат, да напредуваат. Ако вие сте го правеле се това, кога било во животот, малку ќе сте размислеле на темата национализам, ќе сте размислеле дали да повикувате на некои си борби со ветерници, се разбира, од Дон Кихот, за националното единство, националните права, националните побуди, националните наводни загрозености. Ако вие сте имале прилика, пример, да појдете во Сараево и да не научите како да порачате кебапи, и наместо да кажете 5 кебапи, да научите дека треба да кажете 10 упола, тогаш сте промашиле многу во животот. Меѓутоа, ако сте биле таму, тоа ќе сте го научиле. Ќе сте пробале манти, ќе сте пробале баклави и ќе сте имале кавга за бурек со сирење. Бидејќи тоа е сирница, конкретно за нив, а бурекот е, се разбира, со месо. Ова се ситници, меѓутоа се многу битни. Ако сте прошетале, ако сте го отворили умот и телото и разумот, ако сте биле, пример, во Србија, ќе сте виделе какво тие се надпреваруваат, кој домаќин има подобра ракија, дали таа од дуња, круша, цреша, кајсија, или таа другата од грозија, или кој знае што. И сте виделе колку се фалат со своите богати трпези, убавите предсенародни староградски песни, убавите обичаи и традиции, и немало да имате омраза кон нив. Ако сте имале прилика да појдете во Албанија, меѓутоа не само да се излежавате на плажа, туку да влезете во ткивото меѓу албанците во Албанија, да поразговарате со нив. И таму ќе сте научиле доста работи и сте виделе дека нема разлика меѓу нас. Јас, за среќа, во мојот живот живеев на едно место, големо место, голем град, каде што само во мојата зграда, конкретно во мојот влез, живеев не сите можни националности, националности вери кои живееа и екзистираја на тогашните простори на Југославија. Се разбира, тие се уште живеат, тие екзистират, тие и ние. Имав таа среќа што еден од моите најдобри другари, по татко е србин, по мајка хрват, тој не ми е другар, тој ми е брат. Имам среќа што ги имав таму другари кои денеска ми се другари, кои ще се викаат Наим, а неговиот брат Дражен. Значи, имаме албанско и хрватско име во една фамилија и нивната сестра Санија. Се надевам дека ќе го гледат ова видео. Поздрав, брачо моја. Јас се дружев со Младен и Радмила, кои нивното потекло беше од Босна, конкретно од Зеница. Страшно добри родители имаја, големи работници, честни луѓе. Јас се дружев со Јосип, со Кристијан, виштински хрвати, католици, која да е на веронаука секоја недела, додека јас ги чекав да играме фудбал. На кој им бев и на сите мои другари, како и на Силвио и на Марио, на нивната прва причест во католичката црква, што за нив е голем чин. И јас не гледав никаква разлика. И ден денеска не гледам никаква разлика. И затоа јас немам проблем со национализмот. Меѓутоа, кога ќе видам дека заради национализмот ни загрозена прво државата, екзистенцијата, животна и работна, културата, а поготово спортот, тука веќе ниту можам, ниту сакам да премолчам. Една шака јадови ни го растурат нашиот живот, за кој политичарите упорно се трудат да ни го втераат во главите зборот соживот со албанците, господо. Нема соживот. Има живот. Барем во мојата животна филозофија.
кој ви го измисли тој збор, кој ве учеше да го потребувате тој збор, нека ви ги врати парите. Да, затоа што вие за секој нешто да научите што треба да кажете, вие дебело плаќате со наши пари, повторно се разбира, затоа што вашиот мозок има толку капацитет. Јеби ga. А поново слушнав неодушевно предизборнава кампања, каде што и премиерот ни се пофали дека за потребите на кампањата за локалниве избори тие користеле, замислете, и AI технологијата, нашето ново другарче ChatGPT. Браво. Ако тебе ти треба вештачка интелигенција за да ти кажи проблемите на една локална самоуправа, на еден град, на едно село, на населено место, и ако таа иста вештачка интелигенција ти треба да ти понуди можните решенија, па зошто бе другарчина тогаш избираме градоначалници, советници, премиери, министри, председатели на држави, 300 пичке материне. Да си ставиме еден софтвер и тој нека ни дава команди и ние да бркаме работа. Додуша ќе го турниме далноводон и ќе му ебиме матери на тој софтвер, ама пај да пробаме, ако не барем ефтин ќе биде, еднаш ќе оплатиме софтверот, за одржавање не е толку скап, не ади бејби бифтеци и такви слични работи. Така да, за кое такво ни сте вие и да ни држлате по 16 часа по медиуми, по телевизии, лаптопи, телефони, буквално веќе почнавте да ни излегувате и од фрижидери. Страв ми е да го отворам фрижидерот, после изборите доби фобија и мислам дека добри 2 килограми симнав. Завршете едно што ви срања. Сите институции да се зафатат да почнат да работат, да се воведат подитно најстроги мерки, највисоки можни казни за национализмот на фудбалски и општо спортски терени, културни настани, говори на омраза, политички настани и што се не. Уиđe доста е. Нашите животи, животите на моите генерација се едни од најзасраните животи. Ние го кркавме најдебелиот крај од сите можни транзиции, затоа што ние немавме една транзиција, ние сме во транзиција 35 години и нема да дозволиме и нашите деца да ги трпат вашите срања и да се залажуваат со наводни соживоти, со наводна трета економија во Европа и што се уште не што се вика лага, измама, криминали, блювотина, гнасотија, џубриште, како она што го создадовте низ Македонија, поготово градот Скопје. А знаете, ако не знаете, прашате го ChatGPT, дека џубрето создава џубре. Почнете од ова механичково џубре, да го чистите, преминете на чистење на вашите џубрина во вас и околу вас. Размислете добро, исполете се дома на вашите семејства, на вашите деца и не си игрете играчки повеќе со нас. Мислам дека за овој прв подкаст, ова прва емисија е сосема доволно. Кој сака да ме гледа слободно, нека ме гледа. Кој не сака да ме гледа, воопшто не мора да ме гледа. Јас нема да збирам, се извинувам, следачи. Јас ќе збирам пријатели, како што го правам и цел мој живот. На ниту еден коментар нема да одговарам, без разлика дали е позитивен или негативен, затоа што мојот став што го имам, јас ќе го представувам преку моите подкасти, дали сам, дали може би со некој гостин во блиска иднина, инаку како информација,
чекам уште некои делови од опремата да стигнат, па да почнеме малку така посериозно, ништо нема да биде грандиозно, ќе бидат најскромни технички средства, чисто онака колку да не бидеме боси, па во најмала рака и со едно вакво малечко од AliExpress, со поземен лаптоп од ситми и мојот телефон може да кажеме многу беседи. Како што реков на почетокот, не е битна формата, битна е суштината. Финанси за ова не сакам да трошам, ако сакам да правиме општество, а нема ни да барам нормално од никого, тогаш треба малце да дадеме и нешто гратис. Да се надоврзам за коментарите, секој нешто ќе биде коментар недоличен, што ќе има говори на омраза, што ќе биде ботовски, кратко јасно ќе биде веднаш санкциониран, избришан, без расправи, без ништо, пак ќе повторам, кој сака нека ме гледа, кој не сака слободно нека ме одмине широко му поле, а јас ќе продолжам да си дрндлам, како што и секојаш си дрндлам, а се решив да правам подкасти затоа што со текот на годините веќе очите ми паѓаат и некако потешко ми е запишување статуси на Facebook. Толку од мене, ова беше првата емисија на Салонски приказни, Крешо Каст. Во кој деној ќе одиме, и тоа не знам, ќе оставам се на моментот, на инспирацијата, на расположението и се разбира на слободното време. Останете ми со здравје, творете, мислете, пишувајте, бидете гласни, бидете конкретни, живејте го животот еден ние. Немаме време за повторен. Поздрав!